Почитувани, Република Македонија е обезчестена и обезличена. Зградата со адреса Илинденска, број 2 во Скопје, осамна без буквите Влада на Република Македонија. Македонија е обезчестена и обезличена. Тоа е оценка од граѓаните, но тоа е оценка и од Зоран Заев. Па да го видиме. Многу е важно дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Кога влегавте во оваа влада, таму пишува Влада на Република Македонија. Да не мораме тоа да го сменеме. Ете, почитувани, ги слушнавте зборовите на Зоран Заев за странските медиуми, слушнавте како вели, кога влегувавте во оваа зграда, пишува Влада на Република Македонија. Зад мене ја гледате денешната слика, денешниот изглед на Владата на Република Македонија, каде што ги нема буквите, што значи дека Македонија е обезчестена, Македонија е обезличена. Денеска, согласно зборовите на Зоран Заев, Македонија е обезчестена, Македонија е обезличена и не држи она оправдување за знамето на НАТО, бидејќи знамето на НАТО се вееше пред Владата на Република Македонија и додека на неа стоеја светите букви Влада на Република Македонија. Почитувани, Заев ја обезчести државата и дома и надвор. Неговата изјава, која ја видовме, и неговото делување денеска е срамно. Што и да одговори Заев денеска, дадената оценка останува. Тој ја обезчести и ја обезличи државата. Почитувани, видеото кое што предмалку го видовте, ја има истата тежина, како она телевизиско гостување на Заев, каде лично тој се колнеше во дедо, во татко, во деца, дека додека диша, додека го дише овој македонски воздух, нема да чепка по името и по уставот. Па да се подсетиме и на ова видео. Може ли да доведе до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Го слушнавте Зоран Заев, каде што вели дека додека диша, додека го диша овој македонски памет, додека го држи паметот, не верува дека некој ќе се појави во македонскиот парламент и ќе бара промена на уставот со цел промена на уставното име. Почитувани, Зоран Заев сам излезе пред пратениците во парламентот и бараше промена на името, сам бараше промена на уставот со цел промена на уставното име. Почитувани, ова е вистинскиот Заев. Ова е Зоран Заев, ова е човекот кој за жал ја води државата, ова е човекот кој што сега повторно ветува се и се што, додека ги распродава националните и државните интереси, а криминалот царува во секоја пора на општеството. Ова е истиот Зоран Заев, кој бега од избори, бега од соочување со вистината, бега од соочување со граѓаните. Бега и се крие во концептот едно општество за картелот. Ова е Зоран Заев, кој и натаму лаже за економијата, за здравството, за образованието, лаже за младите, за вработувањата, за странските инвестиции. Зоран Заев и криминалниот картел околу него знаат дека немаат поддршката од граѓаните, знаат дека лагите не минуваат и дека од Заев не може да се очекува ништо повеќе, освен на тамошна девастација, уништување на државата и на граѓаните. Со негови зборови, обезличување, обезчестување на државата и на граѓаните. Почитувани, неговото бегство од избори докажува дека Заев е страшливец, кој што повеќе нема кредибилитет пред никого, ниту дома, ниту надвор. Зоране Заев, собери си го криминалниот картел и замини си од владата. Ви благодарам.